Вести на Канал 8. Добар ден. Советот на општина Кочани одобри еднократна парична помош од 250.000 денари за фудбалскиот клуб Осогово. На седницата на која меѓу другите се разгледуваше и оваа точка, не беше прифатено барањето од клубот да се издвојат двојно повеќе пари. Наместо бараната сума од 500.000 денари, фудбалскиот клуб Осогово ќе добие половина од овие пари, како подршка од локалната самоуправа на Кочани за покривање на трошоците за котизација за влез во втората лига. Советот на општината го разгледуваше писменото барање што го доставила управата на клубот и едногласни беа констатациите од и успехот со пласман во повисок ранг на надпреварување треба да добие финансиска подршка. Председавачот на 63-та седница ова прашање дури го стави и како прва точка од дневниот ред. Дел од присутните во салата пак тоа го претолкуваа како обид да се прикаже заинтересираност за клубот, по низата критики во јавноста дека локалната власт многу малку се грижи за спортот, а посебно за фудбалот. Во дискусиите на советниците имаше забелешки дека тие немаат доволни информации како работи клубот и колку пари му требаат за следното првенство. Ниту пак општинската администрација ги известува како ги распределува буџетските средства наменети за спортски активности. Досегашното нетранспарентно работење во многу сегменти во делот на општина Кочани или слабостите што ги има конкретно во секторот спорт не доведуваат до една позиција во која што не знаеме дали одлуката која што ќе донесеме сега ќе биде вистинска и ќе биде доволна за фудбалскиот клуб, бидејќи немаме релевантни податоци за целокупното работење ниту за сите фудбалски клубови, ниту пак имаме конкретен извештај за финансирањето од претходните години за кој клуб колку средства се исплаќени. На 60-та седница, кога работевме, јас лично побарав да ми се достави извештај кој клуб во Кочани колку средства добива. Јавно ветување добив од оваа говорница, до ден денес материјалот го нема. Зошто се кријат тие работи? Мора да бидеме транспарентни, мора да знаеме колку пари каде одат. Тоа се сепак пари на граѓаните. И овие пари, јас не верувам дека Осогово ќе ги залечи раните. Меѓутоа е мала инекција во целиот овој процес. Меѓутоа да не застане тука. Првиот човек на општината рече дека навистина недостасуваат информации за тоа како работи клубот и колку навистина пари ќе му требаат за надпреварите во втората лига, но не се согласи со тврдењето од и советниците не биле информирани како се распределуваат средствата од буџетот што се предвидени за спортот. Не може да зборуваме дека немаме податоци, податоците ги имаме и податоците ќе ги дадеме. Меѓутоа ние имаме во градот преку 10 спортски клубови. Тука се гимнастички, тука се младите кошаркари, тука имаме нов ракометен клуб, тука е боречкиот клуб, тука имаме други друштва, ги помагаме сите. Тука се училишните спортови, кои што исто така се од овој, кои што за мене се доста квалитетни, доста високи, на високо ниво. И потребно е, значи, така да го поставиме прашањето, да најпрво се стабилизира управата во фудбалскиот клуб, за да може да ја стегне вербата и кај граѓаните, сега ја има кај граѓаните, гледаме дека публиката се враќа на стадионот, меѓутоа да ја стегне и вербата во стопанството, во приватниот сектор. Значи сега повторно е крива управата на Осогово. Господине градоначалниче, вие 8 години градете атмосфера на игноранција према сите спортови во Кочани. Со понижувачките 2 милиона денари, кои сега се може би 2 милиона денари на годишно ниво, меѓутоа имаше, да речеме, години назад смешни или трагични 1.200.000 денари, вие сакате да развивате спорт. Значи од тоа нема ништо и сега кога треба да општината помогне тоа со сериозни, сепак сериозни средства, сега повторно вината на управата. Се согласувам дека може би општината, не може би сигурно не може целосно да го финансира Осогово, ама да не сме ни до колена како општина, на општина Штип, сепак е понижувачки. А вие како градоначалник и двигателна сила во општината требаше да создадете атмосфера на доверба и сите луѓе од овој град да финансираат во спортот оноко колку што може. Трошоците што би ги имал фудбалскиот клуб Осогово за надпреварување во втората фудбалска лига, според грубите проценки изнесуваат меѓу 60 и 70.000 евра годишно. Тоа, според градоначалникот Димитровски, е превисока сума и општината ниту може,
ниту пак според законските одредби смее да дава пари за директно финансирање на спортските клубови. На крајот од разгледувањето на точката, едногласно беше усвоена одлуката на Кочанскиот фудбалски второлигаш да му се даде еднократна парична помош од околу 4000 евра. Градоначалникот Димитровски негираше дека јавното обвинителство поднело кривична пријава против него или против општината за злоупотреба на службената должност или за незаконско работење. Како одговор на поставеното советничко прашање, призна дека имало одредени одстапувања од законските одредби, што биле исправени, но до сега не добило известување оти била покрената судска постапка. Првиот човек на општина Кочани потврди дека контролата на Државниот завод за ревизија за финансиското и другото работење на локалната самоуправа констатирала прекрашување и неправилности, но тие биле за периодот од пред 3 години. Неговиот одговор дојде по поставеното советничко прашање дали против него или против општината е започната правна постапка од страна на јавното обвинителство. Стои ревизорско мислење за финансиските извештаи, дека финансиските извештаи не ги прикажуваат вистиното и објективно сите материјални аспекти на финансиската состојба на општина Кочани. Конкретно станува збор за две работи. Првата е за привремените вработувања, дека се вршени без никакви критериуми, и втората работа е за помош на општината која што го има давано за бетонирање на тротоари и за подпорни ѕидови. Па моето прашање е да, бидејќи има укажување од страна на Државниот завод за ревизија, да ви е стопирано со овие работи и второ, да ви има поднесено кривична пријава по основ на овие работи кои што ги спомнав. До сега нема поднесена кривична пријава. Значи јас и како личност и до мене на моја адреса, ниту на општина Кочани нема дојдено воопшто никаква информација за поднесена кривична пријава. Ревизијата е вршена за 2014 година и се најдени некои недостатоци кои што се прикажани многу транспарентно на 60 страни извештајот од државната ревизија и се дадени некои забелешки таму кои што ги има и по тие забелешки треба да се произнесат органите кои што се задолжени за тоа. Значи, кога ќе се произнесат, благовремено ќе бидете известени и официјално ќе бидете известени. Нема апсолутно никаква основа да се нешто нити прикрива, нити да се заталашкува. Димитровски додаде дека дел од препораките на Државниот завод за ревизија се прифатени и се коригирани неправилностите во работењето. При тоа рече дека секој што работи и греши, а тој направил грешка во процедурите, но пријава за злоупотреба на службената должност или за остварување противправна имотна корист до сега не добил. По отворањето на летната дискотека Аква в недела на 18 јуни ќе биде отворен и Кочанскиот базен. Собствениците најавуваат добра забава и богата програма во текот на летниот период. По отворањето на летната дискотека Аква в недела започнуваат и останатите летни лудори во Кочани. Во недела во 10 часот е закажано отворањето на реновираниот и уреден базен во Кочани. Собствениците најавуваат забава и исполнети денови за граѓаните во текот на целиот летен период, кога кочанци ќе имаат пријатно место за поминување и разладување во топлите денови. Деновиве се работи на чистење и подготвување на базенот, а собствениците на летните задоволства не ги заборавија и децата и за нив подготвуваат 2 мали базени и детски реквизити за забава на најмалите посетители. И годинава на базенот ќе бидат поставени лежалки и чадори за сенка и маси и столови за уживање. Новина ланската година беше организирањето на Кочани Самар фестивал, а организаторите велат дека за граѓаните и годинава ќе има полно изненадувања. Во текот на летниот период се планирани живи свирки, а во ноќните часови забава со познати пејачи. Од она што го откриваат од дискотеката на 8 јули гостува Сандра Африка, а во текот на летниот период и други познати пејачи и групи. Собствениците во иднина имаат идеја за проширување на целиот објект со плажа и игралиште за голф и одбојка. Учениците од музичкото училиште Ристо Јоруков се вратија со освоени награди од меѓународните надпревари на млади пијанисти Гевгелија 2017 и Арт ин Велес.
Со учеството на овие надпревари, училиштето успешно ја заокружува учебната година. Седми меѓународен надпревар на млади пијанисти Гевгелија 2017 се одржа викендов на кој учествуваа ученици од основното музичко училиште Ристо Јоруков од Кочани. Се вратија со освоени први, втори и трети награди. Ево учебната година ја завршуваме повторно со надпревари, овој пат на меѓународниот надпревар во Гевгелија. Таму се надпреваруваа исклучиво учениците по инструментот пијано. Имавме од училиштето 11 ученици, од кои освоија 6 први награди, 4 втори и 2 трети. Покрај овој надпревар имавме и еден ученик од одделот во хармоника, кој што се представи на исто така меѓународен надпревар во Велес и освои втора награда. Надпреварот е Арт ин Велес. Во класата на наставник Марија Лазарова пијано во предкатегорија први награди освоија Никола Илиев, Тамара Беќарска, Илина Карајанкова и Љупка Карајанкова. Втора награда освои Иван Ристик. Во класата на наставник Драгана Канова пијано прва награда освои Снежана Трифунова, трета награда Никифор Илиев. Во класата на наставник Дејан Стојанов пијано втора награда освои Моника Стојанова. Во класата на наставник Душан Стојанов втора награда освои Ана Јорданова. И во класата на наставник Оливер Стоименов пијано прва награда освои Јован Филипов, втора награда Луна Милосова и трета награда Викторија Петрова. Јас се викам Илина Карајанкова, го освоив прва награда со 95 поени во класа на Марија Лазарова. Јас се викам Тамара Беќарска, освоив прво место со 96 поени од класа на наставничката Марија Лазарова. Со што се представи ти? Со композициите стара француска песна за морето и романс. На меѓународниот надпревар Арт ин Велес пак во класата на наставник Слободан Трајанов хармоника Бојан Костов ја освои втората награда. Црковниот хор Свети Јован Кукузел, чии членови настапија синоќа во Домот на културата Тоша Арсо во Виница, представува духовен еликсир за виничката јавност. Амбиентот на ликовниот салон го надополни и прекрасниот глас на младата и амбициозна солистка Марија Ѓоргиевска, ученичка во Средното музичко училиште во Штип. Членовите на црковниот хор Свети Јован Кукузел од Виница синоќа духовниот еликсир од својата благородна музичка дејност го споделија и со својата домашна публика. Под диригентската палка на професионалецот Игор Насев настапија со повеќе духовни композиции, како и со обработки од наши автори, како Тодор Скаловски, Драган Шуплевски, Атанас Бадев. Амбиентот на ликовниот салон на Домот на културата Тоша Арсо во Виница го надополни прекрасниот глас на младата и амбициозна солистка Марија Ѓоргиевска, ученик во Средното музичко училиште во Штип. Хорот Свети Јован Кукузел постои од 2000 година, но со континуиран подем цели 17 години, зашто сведочат бројните настапи во Македонија, но и гостувања во Риека, Пула, Загреб, а следната нивна покана е на светскиот собир на хорови Брајша, исто во Пула. Ротари клубот Равена во Италија и додели прва награда на младата Александра Митева од Виница за изработен мозаик. Таа е студентка на Уметничката академија во Равена, каде веќе имала неколку групни изложби. 20-годишната Александра Митева од Виница е победничка во финалето за изборот на најдобар мозаик на конкурсот што го објави Ротари клубот во градот Равена, Италија. Тарот карта, според Равена, е темата на која беше изработен мозаикот на Митева, а на конкурсот на кој конкурирале стотици уметници. Во финалето учествувале само 10 мина, чии идеи се избрани за изработка на мозаик во рок од 2 месеци. Од страна на Ротари клубот Равена, како правонаградена, Митева добива 1000 евра, а уште 1000 евра добива од академијата во истиот град.
Инаку, Александра Митева е студентка на прва година на Уметничката академија во Равена, каде се запишала по завршувањето на средното уметничко училиште во Скопје. Во Италија таа е добитничка и на стипендија за школување. Незините успеси се почеток на една амбициозна уметничка кариера, што веќе е потврдена и со учество на повеќе групни изложби во Равена. Во организација на стопанствениците од Кучани синоќа се одржа хуманитарна модна ревија, која што беше со ревијален карактер, а целта е собирање средства за Методи Митев да замине на операција во Кина. 10 преубави девојки и 4 момчиња во 3 излегувања продефилираа синоќа во Кучани, а со тоа ја покажаа својата хуманост да му помогнат на Методи Митев, кој што и понатаму продолжува со собирањето средства кои што му се потребни за операцијата во Кина, за да може повторно да застане на ноза. Овој пат стопанствениците од Кучани му излегоа во пресред и за него организираа хуманитарна модна ревија, преку која донираа пари за негова помош. На модната ревија девојчињата и момчињата се представија во 3 излегувања и во различни комбинации, спортски, како и вечерни тоалети и костуми. Гостите ги забавуваа Маестро Бенд и Позитив Бенд од Кочани, а ресторанот беше препон со хумани граѓани кои несебично даруваа во донаторските кутии кои беа поставени за Митев. Методи Митев боледува од хередитарна параплегија, болест која што за жал прогресира и му оневозможува да се движи. Брзо се шири и на рацете, затоа итно му е потребна операцијата во Кина. Лекарите од Кина му даваат шанса за нов живот и повторно да може да оди, но проблем како и секогаш се финансиите. За операцијата му бараат 28.000 евра, средства кои што Митев во моментов ги нема, но затоа пак ги има хуманите луѓе кои што се тука да помогнат. Апелот за донација останува и понатаму. Сите хумани граѓани кои што сакаат да му помогнат на Митев можат да донираат средства и на сметката во Тутунска банка. Клубот за планинарски спортови учествуваше во меѓународна еколошка активност за заштита на птиците, што се одржа во соседна Бугарија. Освен од Македонија, во проектот беа вклучени и активисти од матичната држава, како и од Кина и Шпанија. Клубот за планинарски спортови Москито од Кочани активно се вклучи во традиционалната 18-та поред акција за поставување метални прстени на жолтоногиот медитерански галеб, што се одржа на островот Свети Иван покрај градот Созопол во соседна Бугарија. На 440 млади птици од најголемата колонија гнезда на бугарското крајбрежје им беа поставени метални прстени, обоени во сино со комбинација од бели броеви и букви. Организатор на активноста беше групата за изучување на галебите во Бугарија, тимот на теренската станица Атанасовско езеро и бугарската орнитолошка централа. Во акцијата учествуваа 18 волонтери кои освен од Бугарија дојдеа и од Македонија, Кина и Шпанија. Финансирањето на активностите и купувањето на прстените е целосно на доброволна основа од љубители и проучувачи на птиците, орнитолози, како и од нивни подржувачи. Од овој месец започне и новата кампања за собирање пари за набавка на прстени за следната 2018 година. Како благодарност за помагање на активноста, организаторите на секој донатор му овозможуваат една птица да биде обележена со прстен во боја според негова желба. При секоја регистрација на прстенот, дарителот ќе биде известен за тоа каде се наоѓа птицата, а испитувањата покажале дека галебите живеат до 36 години. Ова беше една од меѓународните активности што ги има Клубот за планинарски спортови Москито од Кочани во зачувувањето на природните вредности. Се размислува искуството од Бугарија да бидат применети и во Македонија, пред се во заштитата и обележувањето на карактеристичните животински видови кај нас.
Почитувани, тука го завршуваме и ова петочно издание на вестите на Канал 8. Имајте пријатен викенд. Довидување.